Пожарот што пред 2 дена избувна на подрачјето на Кавадарци е ставен под контрола, информираше директорот на дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов. Поради непристапниот терен, гаснењето се одвива со интензивна поддршка од воздух, при што вчера беа ангажирани 2 ер-трактори и 2 хеликоптера. Денеска во акцијата учествуваа 3 ер-трактори. Градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев изјави дека постојат сериозни индиции и пожарот бил подметнат, како што посочи пожарот бил пријавен околу 9 часот на локалитетот Траец на потегот кон Бреново и Чашанци, речиси истовремено избувнал на 5 различни локации, оддалечени една од друга меѓу 500 и 700 метри. Според Јанчев, пожарникарите и останатите служби интервенирале до доцните вечерни часови, но поради стрмниот и непристапен терен не било можно пожарот целосно да биде локализиран уште првата вечер. За да се овозможи пристап до жариштата биле ангажирани 2 булдожера и 2 ровокопачи кои го трасирале патот, пошто екипите можеле да интервенираат и од земја покрај воздушната поддршка. Локалната самоуправа најави дека од денеска ќе воведе патроли на критичните подрачја со цел да се спречат нови пожари и навремено да се реагира при евентуални нови случаи. Според информациите од надлежните институции, пожарот е ставен под контрола, во него нема причината материјална штета и не е зафатена високостеглеста вегетација. Во текот на вчерашниот ден имавме околу 30 пожари на отворен простор, неколку од нив се претворија во сериозни тешки за гасење пожари. Најтежок пожар кој што вчера беснееше на територијата на државата е пожарот кој што се одвијаше на подрачјето зад нас, пожарот на територијата на општина Кавадарци, за кој што повеќе ќе каже градоначалникот Митко Јанчев. Карактеристично е тоа што во текот на вчерашниот ден овде действувавме со 2 ер-трактори и со полицискиот и армискиот хеликоптер. Денес наутро почнавме да действуваме со 3 ер-трактори кои што помогнаа на локалните пожарникари од Кавадарци овој пожар да биде ставен безмолку под целосна контрола. На клиниката за инфективни болести е регистриран еден нов сомнителен случај на западно-нилска треска, соопшти Министерството за здравство. Во текст е лабораториски испитувања со кои ќе се утврди дали станува збор за потврден случај или заболувањето ќе биде исклучено. Од Министерството информираа дека во координација со сите надлежни здравствени установи континуирано е следат епидемиолошката состојба и најавуваат дека јавноста навремено ќе биде информирана за сите нови и релевантни информации поврзани со евентуалниот случај. Во меѓувреме пак надлежните соопштија дека во Гостивар се бележи намалување на бројот на извршени лекарски прегледи. Според официјалните податоци на 3 август биле регистрирани вкупно 78 прегледи, што е за 6 помалку во однос на претходниот ден кога биле евидентирани 84 прегледи. Министерството за здравство посочува дека останува во постојана комуникација со здравствените институции и продолжува со следење на состојбата со цел на времено превземање на сите потребни мерки за заштита на јавното здравје. Високите температури значително го зголемија бројот на интервенции на итната медицинска помош, каде дневно се евидентираат повеќе од 200 повици поврзани со колапси на јавни места и влошување на здравствената состојба на граѓани во домашни услови. Ова за МИА го изјави Даниел Георгиевски од итната медицинска помош. Според него во летниот период е забележан пораст на интервенциите на јавни места, најчесто поради колапси предизвикани од екстремните горештини. Во просек екипите интервенираат кај 3 до 5 вакви случаи дневно, но во одредени денови бројката е и поголема. Георгиевски посочи дека голем број граѓани се јавуваат со симптоми како гадење, вртоглавица, малаксаност, прегревање на телото и топлотен удар. Во дел од случаите медицинските екипи успеваат да помогнат и преку телефонски совет без потреба од теренска интервенција. Тој предупреди дека високите температури представуваат особен ризик за хронично болните, кај кој може да дојде до кардиолошки компликации, срцеви, мозочни удари, како и до варирање на крвниот притисок. Од итната медицинска помош повторно апелираат граѓаните да ги почитуваат препораките за заштита од топлотни одбран, да избегнуваат престој на отворено во периодот од 11 до 17 часот, да внесуваат доволно вода, да не консумираат алкохол и при излегување да носат лесна облека и капа. Доколку почувствуваат вртоглавица, гадење или малаксаност, по подолго изложување на сонце, потребно е веднаш да се засолнат во разладени простори и да внесуваат течности. Георгиевски препорачува полесна исхрана, редовно земање на терапијата кај хронично болните, контрола на крвниот притисок и редовно мерење на нивото на шеќер во крвта кај лицата со диабетес. Тој нагласи дека и покрај постојните апели, дел од граѓаните се уште не ги почитуваат препораките за заштита од високите температури.
Македонија бележи значителен напредок според најновите податоци на Евростат за минималните плати во земјите од Европската унија и државите кандидати. Според стандардот на куповна моќ, земјава напредувала за 8 места на европската ранг листа, што е најголем скок заедно со Романија, додека Србија напредувала за 5 позиции. Според овој показател, Македонија располага со 1142 единици на куповна моќ и е рангирана пред 7 земји членки на Европската унија, меѓу кои Малта, Словачка, Унгарија и Чешка. Од Евростат наведуваат дека најголемите добитници при споредбата на номиналната минимална плата и нивната реална куповна моќ се токму Романија и Македонија. Романија се искачила од 20-тото на 12-тото место, Македонија од 24-тото на 16-тото. Од друга страна, најголем пат бележи Естонија, која се спуштила од 16-тото на 26-тото место, додека Латвија, Чешка и Кипар изгубиле по 4 позиции. Кај земјите членки на Европската унија, според куповната моќ на минималната плата, на првото место е Германија, пред Луксембург, Холандија, Унгарија и Чешка. Евростат наведува дека Македонија од јануари до јули оваа година го регистрирала најголемиот раст на минималната плата меѓу анализираните европски земји, односно зголемување од 6,9%. По неа следуваат Романија и Естонија со по 6,8%, Белгија со 5,8%, Грција со 4,5%, Луксембург со 2,5%, Франција со 2,4% и Холандија со 1,9%. Според податоците, само 8 од вкупно 29 европски држави ја зголемиле бруто минималната плата од почетокот на годинава. Највисока бруто минимална плата има Луксембург со 2771 евро, пред Ирска со 2391 евро, Германија со 2343 евра, Холандија 2338 и Белгија со 2234 евра. Во однос на земјите кандидати за членство во Европската унија, Македонија, Црна Гора и Србија имаат повисока бруто минимална плата од Бугарија, која е членка на Унијата. Бугарија има најниска бруто минимална плата меѓу членките со 620 евра, додека во Македонија таа изнесува 624 евра. Во Црна Гора 670, а во Србија 743 евра. Регулаторната комисија за енергетика донесе нова одлука за малопродажните цени на нафтените деривати, според која од полноќ ќе стапат во сила нови цени на горивата. Со последната пресметка бензините поевтинуваат, додека дизелот и екстралесното масло за домаќинство ќе се продаваат по повисоки цени. Цената на Евро Супер БС 95 се намалува за 2 денари, од нокеска на полноќ ќе изнесува 91 денар за литар. За 2 денари поевтинува Евро Супер БС 98, чија нова цена ќе биде 93 денари за литар. Од друга страна, евродизелот поскапува за 1 денар и ќе се продава по 99,5 денари за литар, додека цената на екстралесното масло за домаќинство се зголемува за 50 денари по литар и ќе изнесува 98,50 денари. Намалување има и кај цената на мазутот, кој поевтинува за 1,680 денари по килограм. Од полноќ ќе се продава по цена од 46,419 денари за килограм. Од Регулаторната комисија за енергетика информираат дека и во оваа пресметка е применет намалениот износ на акцизата, односно 2 денари по литар за бензините, 4 денари по литар за дизел горивото, што и понатаму влијае врз формирањето на малопродажните цени на нафтените деривати. Министрите за внатрешни работи на Европската унија денеска одржуваат видеоконференција посветена на мигрантската криза во шпанската енклава Сеута, по масовниот прилив на десетици илјади мигранти што во изминатите денови пристигнаа од Мароко. Кризниот развој на настаните отвори нови несогласувања меѓу Шпанија и дел од земјите членки на Европската унија околу миграцијските политики. Според официјалните информации, минатата недела околу 60.000 лица пристигнале во Сеута, при што голем дел од нив ја преминале границата пливајќи. Во обидите за преминување, животот го загубиле најмалку 72 лица. Поголемиот број мигранти веќе се вратени во Мароко, а шпанските власти соопштија дека во енклавата остануваат околу 2500 лица, додека операциите за репатриација продолжуваат. Во пресрет на состанокот, Европската комисија предложи заекнување на системот за рано предупредување во управувањето со надворешните граници на Унијата, како и дополнителна финансиска поддршка за Мароко во справувањето со миграцијските текови. Иако причините за ненајдениот масовен прилив се уште не се целосно разјаснети. Кризата повторно ја става миграцијата меѓу главните теми на европската агенда.
Во меѓувреме, шпанската влада, предводена од премиерот Педро Санчес, се соочува со критики од 22 земји членки на Европската Унија, кои се залагаат за порестриктивни миграцијски политики. Тие оценуваат дека либералниот пристап на Мадрид, вклучително и неодамнешната одлука за легализирање на статусот на околу 500.000 нелегални мигранти, може дополнително да ги поттикне миграцијските движења кон Европа. Од друга страна, шпанската влада ги обвини дел од европските партнери дека ја користат кризата во Сеута за политички цели, додека неколку земји членки веќе воведоа засилени гранични контроли на своите граници во рамките на Европската Унија. Шумските пожари во Грција покажуваат знаци на слабење, но стотици пожарникари понатаму остануваат на терен во обид целосно да ја стават под контрола огнената стихија северозападно од Атина. Пожарот кој бесне од петокот уништи домови, шуми, обработливо земјиште и маслинови насади. Гаснењето е дополнително отежнато поради непристапните ридови и кањони. Локалните противпожарни сили со подршка од противпожарни авиони и екипи од Романија и Франција интервенираат на 3 фронта во областа на Коринскиот залив. Сепак силните и суви ветрови од Егејското море, познати како мелтеми, значително ги отежнуваат напорите за локализирање на пожарот. Во крајбрежниот град Порто Гермено, околу 60 км северозападно од Атина, жителите се соочуваат и со големи материјални загуби. Пожарите во Грција се дел од поширокиот бран огнени стихии, што летово зафати повеќе европски земји по долгите топлотни бранови и недостигот од врнежи. Франција и Шпанија беа меѓу најпогодените, иако таму големите пожари во текот на викендот се ставени под контрола. Во меѓувреме, грчките власти ја истражуваат авионската несреќа што се случи во неделата во близина на крајбрежниот град Псата, каде што при судир на 2 противпожарни хеликоптери загинаа 2 членови на екипажот. Другите 2 на вториот хеликоптер ја преживеале несреќата. Во истрагата се вклучени грчките власти и Федералната администрација за воздухопловство на Соединетите Американски држави, бидејќи хеликоптерите биле регистрирани во САД. Времето денеска сончево и многу топло, со мала локална облачност и слаб до умерен ветер од променлив правец. Според прогнозата, утринските температури ќе се движат од 10 до 20 степени, дневните ќе достигнат од 33 до 40 степени Целзиусови. Во Скопје ќе преовладува сончево и многу топло време со слаб променлив ветер. Минималната температура ќе изнесува околу 17 степени, максималната ќе достигне до 38 степени. Според најавите на метеоролозите, периодот на стабилно сончево и екстремно топло време ќе продолжи во наредните денови. На одделни места дневната температура ќе надмине 40 степени. Промена на временските услови се очекува од четврток, кога во попладневните часови ќе има услови за локален развој на нестабилна облачност, проследена со краткотраен пороен дожд и грмежи. И покрај можната локална нестабилност, високите температури ќе се задржат до крајот на седмицата.